SafeCity системот функционира веќе една недела, камерите покажаа дека најчестиот прекршок кој го прават возачите е токму возењето со брзина над дозволената. Во ова една недела полицијата напишала близу 5000 казни, од кои дури 4674 се казни за оние возачи кои што возеле со брзина над дозволената. Доколку возачите не сакаат да плаќаат казни кои се движат од 15 па се до 500 евра, ќе мора да ги почитуваат новите правила. Во град дозволената брзина е до 56 км/ч, додека пак на автопат полицијата ќе толерира ако возите 12 км/ч над дозволеното. На црвено поминале 163 возачи, додека пак сообраќајната им била истечена на 154, зашто полицијата ги казнила. Но сепак над 22.000 возачи поминале само со предупредувачка SMS порака од полицијата дека возат над дозволената брзина, но во оние рамки каде полицијата ги толерира, а не ги казнува. За една недела откако функционира SafeCity, полицијата одзела дури 41 возило. Од МВР објаснуваат дека возилата се одземаат по насока на јавен обвинител. Полициските службеници го одземаат возилото по насоки на јавен обвинител, а натамошната постапка е во надлежност на обвинителството и судот. Возилата се одземаат согласно членовите 297, 297А и 300Б од Кривичниот законник. Инаку, според новите измени на Кривичниот законник, за безобзирно правување со возило, односно под дејство на алкохол од најмалку 1,5 промили или под дејство на психотропни супстанци, возење во забранет правец или возење со брзина над 70 км/ч над дозволената, представува кривично дело за кое е предвиден затвор до 3 години или парична казна. Претходно се третираше како прекршок, сега како кривично дело, според кое МВР автоматски има можност да го одземе возилото, додека пак во судска постапка може и трајно да биде одземено. Тамара Дичевска, Сител телевизија.